Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште една топ тема. Вечерва главна тема ќе биде ракометот, поточно организацијата на Европското ракометно првенство за ракометарки, од кој дел е и Скопје, односно Македонија. По тој повод наш гостин во студиото на топ тема е господинот Живко Мукаетов, председател на Ракометната федерација на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Би сакал да се заблагодарам на поканата и да ги поздравам гледачите на Телма телевизија. Господине Мукаетов, ви благодариме што одвоивте малку време во веројатно овој хаотичен период пред утре официјално да стартуваат надпреварите во Скопје во нашата група, иако Европското првенство веќе започна денеска од 18 часот. Па е динамично, но мислам дека е добро да имаат шанси и нашите гледачи да чуат како се одвиваа некои работи врзани околу организацијата и околу спремањето за Европското првенство кое еве од утре почнува и во Скопје. Самиот настан е само еден мал дел од целата таа машинерија за организација. Па има доста активности. Почитувани гледачи, ние ќе се вратиме веднаш со разговорот со господинот Мукаетов по кратките реклами. Голема чест и задоволство е да се игра на Европско првенство дома. На 5, 7 и 9 ве очекуваме на трибини. Ве повикуваме да бидете нашиот 8 играч. Нека пеат милиони во еден глас. Ние сме спремни да го оставиме срцето на терен. Ние ќе играме со срце, а вие навивајте со срце. Предизвикот е прифатен. Навивачите се на потек. Навивајте за нас. Дојдете и бодрете не со срце за Македонија. Срце на терен. За кого? Билетите може да ги купите во сите продажни места на МК Тикетс низ државата. За да постигнеш повеќе, треба да жртвуваш од своето слободно време и да инвестираш многу во знаење. А за да стигнеш подалеку, треба само да го наточиш вистинското гориво. Нова генерација Ултра горива. Dual Action Technology. За почист мотор и повеќе километри. 75 години. Мак Петрол. Само во Техномаркет. 0 за сите. 24 рати со 0% камата. Од 3 до 10 ноември во салоните на Техномаркет. Слобода е кога знаеш дека тагата и среќата се нераскинливи. Слобода е кога има најтешките моменти, можеш да станеш. И знаеш дека границите постојат само во твојата глава. Слобода е кога можеш да се чувствуваш сигурно, знаејќи дека ништо не е. Македонија осигурување, Виена Insurance Group. Знам кога сум сигурен. Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување. Повторно сме назад во студиото на Телма. Господине Мукаетов, Европското првенство почнува утре официјално за македонската ракометна репрезентација и тој дуел со Франција. Ќе го започнеме разговорот со идејата за организација на ова женско европско првенство, бидејќи по втор пат во историјата Македонија е домакин, прв пат во 2008, тогаш како самостоен организатор, сега како дел од една заедничка апликација со Црна и Словенија. Како се почувствува Ракометната федерација на Македонија, доволно храбра и самоуверена да биде организатор на еден ваков голем спортски настан? Па ние во Ракометната федерација на Македонија во изминатиот период се покажавме како добри организатори и домаќини на повеќе меѓународни надпревари. Во периодот од 2013 година до денеска организиравме 8 кадетски и младински европски и светски првенства. И со самото тоа екипата, тимот во рамките на Ракометната федерација се потврди дека може и поголеми надпреварувања да организира и после тоа веќе се почна, да кажеме, прво со некои интерни размислувања околу тоа дали сме спремни да одиме на еден чекор понапред.
со тоа што е факт дека ние сме како земја хендикепирани да не можеме финалните надпревари да ги играме, затоа што мора да имате сала од над 10.000 публика, да кажеме, за тие надпревари, што значи полуфинале и финале не сме во можност заради немање на така голема сала да организираме. И онда се одлучивме дека треба да бараме некоја комбинација за коорганизација. Разговори се водеа со неколку федерации, со словенешката и со црногорската најдовме заеднички јазик. Договорено беше да аплицираме, да кажем, и за 2022 и за 2024 година. И од 2017 се почна со сите припреми, брзано со тоа, за да еве после некаде 5 години и 8 месеци сме во ситуација да се пофалиме дека сме организатори на сениорско европско првенство, заедно со двете земји кои ги кажав, и дека во Македонија значи ќе се игра врвен ракомет и уште еднаш ќе имаме шанса на дело да ги видиме најдобрите женски ракометари, ракометарки, значи на денешницата, тука во Скопје, во Борис Трајковски, во Република Македонија. 5 години подготовка, 5 години работа за ова женско европско првенство. Каква е довербата на македонскиот ракомет во очите на ЕХФ и ИХФ? Па мислам дека ние имаме едно сериозно почитување и респект. Ние сме една од тие 15 федерации кои во континуитет добиваат и признание од ЕХФ и ИХФ како добри организатори. И следна година организираме ново 2024 младинско светско првенство на лето, така да во континуитет се потврдуваме како такви. Значи ова е голема чест за нас, но и голема обврска. Од друга страна, ова е голема шанса за Скопје и Република Македонија да се афирмира, затоа што тука говориме за голем број на странски гости, говориме за исполнети хотелски капацитети, говориме за можности за тие странски гости да потрошат нешто во нашите ресторани, да ги видат убавините на нашиот главен град и на нашата држава, така да една вкупно мислам дека многу добра промоција имаме шанса да направиме на нашата држава, на Македонија. Да, впрочем, како што беше кажано и денеска на промоцијата на европското првенство, Скопје е една ракометна метропола, традиционално со години од времето уште на кометол Ѓорче Петров, тука дојде европска титула, потоа тука беа ракометарите на Вардар, женскиот ракометен клуб на Вардар, репрезентациите секако и женската и машката носеа многу радости. Па ракометот е спорт број 1 во Македонија, овие 30 на години апсолутно се потврдува како таков и ние сме тука да кажеме таа доминација на ракометот како спорт број 1 ја продолжиме сите со заеднички сили. Да, ќе останеме уште малку околу организацијата на европското првенство, па затоа предлагам од режија да ја пуштат изјавата од господинот Филип Милошевски, генералниот секретар на Ракометната федерација на Македонија, од кој нашите гледачи ќе слушнат неколку интересни детали околу целата организација и целата логистика за организирање на овој турнир. Патот до ЕХФ Евро 2022 година во женска сениорска конкуренција започна во февруари 2017 година. Кога Европската куќа на ракометот по сите своји членки испрати покана за доставување на апликации за организација. Искуството на оваа гарнитура на федерацијата со неколкуте континентални светски младински шампионати и признанијата кои ги имаме добиено за организација на истите од страна на меѓународните ракометни авторитети, не охрабрија да го прифатиме предизвикот. Во април 2017 година апликацијата беше официјално поднесена, а 3 месеци подосна ЕХФ побара од нас доставување на комплетна стратегија, детална инфраструктура и идејна скица за евентуална реализација на европските првенства во ракомет за жени за 2022 и 2024 година. Сите овие официјални процедури беа проследени со дополнителни преговори и лобирање во рамки на начелата на спортскиот менеджмент. И пред точно 5 години од денес, од страна на Ракометната федерација на Македонија и федерациите на Словенија и Црна Гора, на адресата на ЕХФ во Виена беше доставена заедничка официјална апликација за организација на Европското женско првенство во ракомет за 2022 година. Следуваше 14-тиот редовен конгрес на ЕХФ во јуни 2018 во Глазго, Шкотска, каде по нашата обстешна и успешна презентација ЕХФ и официјално додели организацијата на ова првенство на ракометните федерации на Македонија, Словенија и Црна Гора. Тоа лето започна и теренската работа во Скопје со инспектирање на предложените капацитети од страна на ЕХФ и бројни составници кои се однесуваа на сите организацијски и инфраструктурни аспекти на настанот.
Пандемиските ограничувања на почетокот на 2021 година наложија виртуелно излекување на групите од прелиминарната фаза, предавање на победничкиот пекар помеѓу претседателите на федерациите, коорганизатори на ова првенство. Од летото 2021 година постојано сме во интензивна комуникација со организацијските комитети на Словенија и Црна Гора, како и канцеларијата на ЕХФ. Од минатото лето, состаноците на оперативата на ова првенство се одвиваа на месечно ниво, па преминаа на неделно, да во последните неколку месеци и на дневно ниво. А сега, непосредно пред почетокот на ова првенство, тимот на Федерацијата живее за ракометот. Човечки ресурси, сместување, транспорт, увоз и трансфер на сите реквизити и материјали за потребите на настанот, преуредување и сетирање на спортскиот центар Борис Трајковски согласно пропишаните критериуми, реализирани темелни, технички и дополнителни градежни активности во арената Борис Трајковски се некои од активностите кои интензивно ги работевме во изминатите 2 месеци. За крај, би сакал пред се да се заблагодарам на тимот во Федерацијата за несебичниот ангажман и на претседателот Мукетов кој имаше слух за сите овие високи очекувања, кои можам да кажам дека заеднички и максимално посветено успешно ги реализиравме. И после точно 5 години и 8 месеци работење на темата ЕХФ Евро 2022 година во женска сениорска конкуренција, горди сме што Скопје ќе биде центар на сениорски ракометен спектакл со презнак европски. Посакувам успешен шампионат. Да, тоа беше господинот Филип Милошовски, генералниот секретар на РФМ. И Милошовски го напомена тоа, Борис Трајковски ќе биде центарот на овој турнир, ќе биде домакин на сите репрезентации, на многу новинари, фотографи, на нашите навивачи пред се. Борис Трајковски дефинитивно мораше да добие мал фейслифт за да ги задоволи тие високи критериуми на ЕХФ кои треба да напоменеме дека од година во година се зголемуваат и затоа и вие го напоменавте тоа дека не може Скопје да биде домакин на завршница од голем турнир бидејќи нема доволно капацитет како сала во број на гледачи. Па мислам дека Борис Трајковски во последниот период доби едно сосема ново, освежено руво и би сакал да ги поканам нашите сограѓани да дојдат и да во живо го видат што тоа значи. Значи салата е стварно освежена, мислам дека да кажеме сегментите кои имаа потреба да бидат од аспект на квалитет подигнати на едно високо ниво се подигнати. И од тој аспект мислам дека салата може да пружи стварно едно посебно доживување на ниво на сите сали кои ги има во Европа, кои се, да кажеме, таа врвна класа од аспект на она што го пружа како можности за гледачите. Еден од оние моменти кои изминативе, да речеме, 2 недели беше топ тема во јавност, беа цените на билетите на Европското првенство. За просечниот македонски граѓанин и просечно семејство 15 евра, најефтиниот билет некако делуваше доста скапо, бидејќи знаеме дека ракометот и семеен спорт доста често на трибините и самите сте сведоци дека доаѓаат луѓе со своите деца и билети за 4 члена семејство навистина чинеше многу. Па прво сакам да кажам дека тоа е одлука на Европската ракометна федерација. Нивната прва идеја и предлог беше да најефтината карта биде 35 евра, што посебно ние и Црногорската федерација излично застанавме дека е тоа нешто неприфатливо за нас како прво објективно просечна плата која знаеме и економска ситуација во која е секој наш граѓанин и од тој аспект ние инсистиравме дека тоа толку не може да биде. Од друга страна, они ги зима во предвид сите оние првенства каде што досега тоа се држало. Дали се тоа женските, дали се машките, нашите граѓани знаат затоа што доста масовно доаѓаат на европските и светските машки првенства и се свесни дека од прилика да кажеме картите на билетите и најефтините се од 20 на евра па нагоре. Така да од тој аспект нашето максимум што можевме да го излобираме, затоа што цените на билетите се во сите 4 града исти, беше да тоа биде 15 евра најниска карта. И покрај тоа што бевме свесни дека тоа ќе доведе до огромни предизвици за да салите бидат полни. Но земајќи во предвид целата ситуација, дојдовме на една идеја заедно, значи спонзорите во федерација и раководството да
дополнителен попуст од 40% на овие карти биде обезбеден од спонзорите на федерацијата, за така да дојдеме до некоја цена која е колку толку пристојна. Ние сме свесни дека е тоа скапо. Чисто за пример, кога македонската машка репрезентација ги игра клучните надпревари и квалификации во Борис Трајковски во наша организација, картите се или 50 и 100 денари или 100 и 200 денари. Значи никогаш не сме биле некои поборници за скапи карти, но едноставно ова беше принудно решение кое го, да кажеме, наметна од Европската ракометна федерација. И од тој аспект јас уште еднаш ги повикувам, апелирам до нашите сограѓани во Република Македонија да дојдат да им дадеме поддршка на девојчињата, затоа што мислам дека е сепак европско првенство се игра во Македонија, нив им треба таа поддршка. И од тој аспект треба сите да застанеме. Од друга страна, треба да бидеме исто реални, да кажеме дека на македонскиот граѓанин на одредена структура не им е проблем да дадат за некоја турбофолк звезда 800.000 или 1.200 денари. Да, сепак мислам дека девојчињата кои играат за македонската ракометна репрезентација многу повеќе од тие турбофолк звезди заслужуваат да бидат пропратени со публика која ќе им даде максимална поддршка. Секогаш била таа дебата во македонската јавност дали билетите на цените за спортски надпревари се скапи, а за турбофолк естрадните уметници се ефтини. Жалосно на вистината. Конечно, можеби ќе видиме и салите да бидат полни на спортски надпревари, а не на турбофолкери. Очекувањата од утрешниот надпревар, дали трибините на Борис Трајковски ќе бидат полни? Па јас сум оптимиста дека до сега она што ние го имаме како некои податоци е дека од 4 сали каде што се играат првите кола, до сега најголем број на билети сепак во Скопје беа купени, но ќе видиме, имаме уште еден ден, ќе видиме како ќе биде, што ќе биде, но јас сум оптимиста дека нашите девојки ќе добијат стварно голема поддршка утре во салата Борис Трајковски. Веројатно малку и кај ракометарките сега е доста чудно, бидејќи се во фокусот на целата спортска јавност, па и на јавноста воопшто. Не се сеќавам дека некои од овие ракометарки играле пред полна сала во Скопје како репрезентативки, можеби Сара Ристовска како дел од Вардар во Лигата на шампионите, но мислам дека повеќето девојки сега прв пат ќе го почувствуваат, ќе почувствуваат онаа еуфорија што македонските навивачи можат да направат. Мислам дека девојчињата апсолутно тоа го заслужуваат. Јас и нив лично им кажав дека они треба да веруваат во себе, да веруваат во тимот, да веруваат во она за што играат, а тоа е најголемата чест на било кој поединец и најголемото задоволство веројатно да игра за сопствената држава. Така да мислам дека од тоа поголем мотив нема и јас сум убеден дека они ќе го дадат максимумот. Да, сега кога ќе започнеме да зборуваме малку за женската ракометна репрезентација, прво предлагам да ги слушнеме изјавите од селекторот Љубомир Савевски, уште две наши ракометарки кои ги направивме утринава за време на пресконференцијата. Ние се обидовме за оваа година нешто да направиме, значи точно 13 месеци како сум начело на оваа репрезентација, заедно со кадетите и со јуниорите. И овој спој, значи во овој состав има во моментот 5 кадети, 2 кадети беа повредени, значи во 19, ако не беа повредени ќе беа 7 кадети, што значи, што кажат играчи од 15 до 18,5 години. Тоа е богатството на оваа репрезентација. Тоа е она што мене ме радува и ако успееме да направиме спој, ако успееме да го подигнеме нивото на нивната игра, затоа што видовме на тие надпревари со Норвешка, со Словенија, играме добро до 40-45 минути и паѓаме затоа што 6-7 играчи играат цело време, не може да го издржат темпото на овој ракомет, а вие ќе бидете сведоци како изгледа светскиот ракомет во овој момент. Она што ја го видов на овие снимки е фантастично, мислам дека никогаш толку напредок во женскиот ракомет како сега. Ова што го направивте вие, Ракометната федерација, ова презентација ваша, мислам сите заедно, малце збунувачки за сите, за мене, ако сум ја искусен, а и за нив исто така, секој ден со некој интервју, секој ден на некои разговори, како што доаѓа времето, сме понервозни. Ја се надевам дека тоа е таа спортска позитивна нервоза. Они се свесни со кого играат. Јас во разговорите им реков дека
за мене е многу битно да покажат карактер и да покажат една добра игра, па што сака нека биде. Не е ни битно што ќе биде, затоа што тоа е репрезентација која ако сака може да победи секого со 10-15 разлика. Видовте како беше ситуацијата, една Холандија победи Норвешка, светски европски олимписки првак 10 разлика победи као шала. Значи тие репрезентации две, Холандија и Франција, кои големи фаворитки, а вчера гледавме Романија играше со без 4 од прва постава, играше нерешено со Германија, значи изузетно тешка група и таа нервоза се надевам дека ќе надминеме за да можат да покажат и повеќе од него што знаат во тој момент. Како што се доближува времето до тоа првенство, се повеќе расте возбудата кај нас и исто така мала доза на нервоза, но тоа е сепак нормално. Мислам дека кога ќе почнат тие надпревари, сето тоа ќе излезе уште во загревањето. Ние мислам дека сме добро подготвени тактички и физички. Девојките кои што играме во странство, играме во посилни лиги нормално и мислам дека сме добро подготвени физички, додека пак играчите кои што играат во домашно првенство исто така работеа на таа физичка подготовка со нашиот кондицијски тренер Петар Башнарков, кој што е еден од најдобрите на вистина. Така да мислам дека сме добро подготвени и во едниот и во другиот дел. Па искрено да ви кажам, гледано кои ни се противниците, Романија, Холандија и Франција, не гледам дека некој од нив е послаб или е со помал квалитет. Тие се тие репрезентации, кремот на европскиот ракомет. Сега силите што ќе ги дадеме на првата утакмица, втората и третата, не знам дали ќе се истите, но ќе се потрудиме да го дадеме својот максимум и на сите три утакмици. Така да ние како спортисти, како ракометарки имаме својата надеж за победа. Сега ако се стремиме на тоа, не се откажуваме на никоја такмица, ќе го дадеме својот максимум, ќе дадеме својата игра, она што го знаеме и ќе одиме секогаш на победа, зашто да не. Да, тоа беа и двете наши репрезентативки, Гичевска и Саздовска. Господине Мукаитов, во контакт сте постојано со девојките. Денеска ги мотивиравте малку плюс за да се представат утре против Франција, против еден гигант на светскиот ракомет и селекторот Савевски спомена дека можеби моментално Франција го има и најдобриот состав во историјата на женската ракометна репрезентација. Па според вас од прва рака каква е атмосферата во тимот на Македонија? Атмосферата е позитивна, мислам дека влада едно стварно големо другарство, тимски дух меѓу девојките, имаме искусен селектор, стратег, кој ја носи целата екипа заедно со него, така да по мене мислам дека ние сме тука да ги бодриме, сметам дека она што беше обезбедување на максимални услови од наша страна се обезбеди и сега од утре тука да на терен покажат она што го имаат како квалитета. Јас сум убеден дека има квалитет кој треба да го покажат на нашата јавност, на нашиот народ. Овој тим од ракометарки е релативно млад. Многу ракометарки имаме од кадетската репрезентација, јуниорска репрезентација која изминатиот период некако бележи подобри резултати, оди во нагорна линија, бидејќи во минатото се сеќаваме дека тие младински селекции општо не беа ни пријавувани во ЕХФ шампионати, во квалификации и така натаму. Сега малку се промени фокусот на ракометната федерација, претпоставам, тоа е моје мислење, дека малку повеќе се внимава на младинските селекции, па можеби ова европско првенство ќе ги покаже првите резултати од она што е работено изминатите години во младинските селекции. За нас младите селекции и младите категории се на прво место, се фокусот на она што е стратегија на Македонската на ракометна федерација на Македонија. Така да од тој аспект, како и што кажавте, како што 2013 дојдовме, прво беше да се пријават на сите можни надпреварувања, да се направи систем во кој и младинските категории, пример кај суперлигашите ќе играат. Факт е дека кај женските имавме една доста, ајде да кажам, и сурова смена на генерација. После периодот на комета од Ѓорче Петров имавме неколку генерации кои за жал не извадија ниво на квалитет на репрезентативки што може
како тим да ја носат репрезентацијата напред, но сега мислам дека имаме една одлична база за селекцијата и јас сум убеден дека од овие неколку помлади категории последните години кои искочија, заедно со неколку од претходно веќе етаблирани репрезентативки, како Сара Ристовска, како Саздовска, јас сум убеден дека ќе се создаде една синергија, еден тим кој ќе може долги години да со успех настапува и на завршните натпреварувања. Значи ова да не биде само инцидентно, еве ние сме организатори, па затоа нашата репрезентација игра на завршно натпреварување, туку јас сум убеден дека со една континуирана, посветена работа, оваа репрезентација има база, има основа, има квалитет, има огромен потенцијал да напредува од година за година. Тука не е пикот, они се стварно премлади и ние очекуваме за неколку години да биде, да кажеме, напредувањето година за година, но е добро што ова сметам дека стварно може да биде за нив еден ветер во грб, едно огромно искуство кое би го добиле од аспект на играње пред своја публика на сениорско европско првенство и тоа понатаму да биде само нешто што би се надоградувало. Да, веројатно едно поголемо искуство да го почувствуваат оној спортски притисок на настап на големо надпреварување. Па добро сега, нив ќе им дојде да некаде малку ново, посебно на помладите, дека певе тука се во жижата на интересот на јавноста, но треба и тоа да се помине. Да, затоа веројатно и ќе биде добро искуство за воиднина. Кога зборуваме дека оваа репрезентација е доста помладена, моето следно прашање е малку поопшто околу женскиот ракомет. Каква е масовноста во македонскиот женски ракомет во помалите категории, во клубовите, во женските ракометни клубови? Каков е интересот и кај младите девојчиња да тренираат ракомет? Дали имаме база и масовност од каде што можеме да вадиме таленти? Кај младите девојчиња база и масовност до некое време имаме, но за жал прво факт е дека се кубури со средства. Факт е дека повеќе од средствата се одвојуваат за машкиот версус за женскиот ракомет, кој е некој, ајде да кажеме, глобален тренд, а сметам дека не треба да биде така и дека тоа треба да биде апсолутно избалансирано и кај девојчињата се случува да оној период тука меѓу 14 и 17, 18 години, доста од нив се одлучуваат сепак да не се бават со ракомет. Така да тука се тие години кои се некоја прекретница, да кажеме. Ние за жал го имаме хендикепот на слаба лига, го имаме хендикепот на тешка можност за организирање, да кажеме, на повеќе екипи кои би биле на некое рамниште да се носат со европските. Еден период имавме размислување и за клуб репрезентација, да кажеме да дел од спонзорите во федерација ги замолиме да кофинансираат еден таков проект, но сегогаш тој ризикот дека и тој клуб репрезентација треба да игра во некоја лига која е доволно квалитетна. За жал не се успеа еден обид пред 7-8 години да се направи таа регионална лига, која мислам дека ќе можеше да доведе до, да кажеме, еден друг додатен интерес и мотив за спонзорите, затоа што тогаш можеби можеше да се направат, да кажеме, по 2 клуба од секој од овие земји, а по 2 некаде имаме кои се на некое поквалитетно ниво, еве, ако ги земеме за пример, дали е тоа Хрватска, еден клуб е во Црна Гора, во Србија исто, 1-2 пркнуваат, така да Словенија, некоја таква Крим. варијанта, Словенија, Крим, да, кај нас нели се појави Вардар еден период, и така па имаме некои други обиди, Металург пред тоа, но сепак сето тоа кој ќе се стаи на куп е многу тешко кога би играле во лига во која тој клуб би ги победувал другите по 20-30 разлика и тоа не би било, како да кажеме, еден систем кој и квалитетот кој би бил сконцентриран на едно место би го подигнал на едно повисоко ниво. Моето следно прашање се однесува на селекторот Љубомир Савевски. Се одлучивте за еден искусен стратег кој долги години има работено и во машкиот и во женскиот ракомет, но одреден дел од годините не работеше, беше буквално настрана од ракометниот спорт. Што видовте како квалитет и она што може да го донесе Љубомир Савевски во женскиот ракомет, бидејќи ги има ингеренциите и за помалите селекции, беше селектор на нашата репрезентација до 19 години на светското првенство изминатото лето на кое бевме исто така домаќини. Љубомир Савевски е еден искусен тренер, искусен стратег кој прво има огромно влијание во градењето на многу генерации на македонски ракометарки и ракометари. Значи, избориме за човек кој
Во, значи, 90-тите и во 2000-те години работел со многу генерации на наши после тоа прекалени репрезентативки и репрезентативци. Голем дел од нив баш во годините кога се граделе како играчи бил тука со нив и апсолутно мислам дека во своето портфолио има стварно голема заслуга за нивото на кој ракометот го имаме кај нас. За мене е стварно жално што тој човек веќе скоро 10 години не бил вклучен во ракометот. Не би навлегувал во причините за тоа. Она кога седнавме и се договоривме беше дека ние како федерација ќе му ја овозможиме максималната логистика, дека она што е правило лично мое и на да кажеме останатите вработени во менеджментот на федерацијата е дека не се мешаме во оперативни работи, на она што го работат селекторите, стручните штабови, овозможуваме максимални услови, бараме резултати и бараме захтевност од нашите селектори, од стручните штабови, бараме проактивност, бараме нонстоп да доаѓаат со нови додатни идеи, како да ден за ден се подобруваме и од тој аспект мислам дека најдовме правата формула затоа што еден човек кој е влюбеник во ракомет, кој сака да работи од сабајле до вечер, сметам дека тоа е правиот пристап да му се овозможи таа поддршка за да може да работи. Така да мислам дека ние сме една стварно среќна комбинација затоа што секој си го знае своето место во системот и дава максимум тамо каде што може да биде и каде што има знаење да го даде. Сега сакам малку да позборуваме за проектите на РФМ околу тие младински, светски и европски првенства кои се организираат. Ги споменавте и вие на почетокот. Мислам дека и генералниот секретар Филип Милошевски спомена во својата изјава дека РФМ има добиено награда од ЕХФ како одличен организатор, награда која ретко ја доделува, ако не се лажам, само 15 федерации во Европа има добиено. Па ние мислам дека сме посветени на младите категории. Како што кажав уште во 2013-та, тоа беше една прва од работите што ги направивме, рековме што и да е нашите младински селекции мора да учествуваат на сите нивоа на надпреварувања, плюс ќе пробаме да донесеме што повеќе надпреварувања тука, да може да играат на завршни турнири. Ние заради тоа што пред тоа имале неколку години непријавување и се доведовме во ситуација да во Б дивизија стартуваме, затоа што беа земени во предвид 5 последни години. Значи, тие неколку кои не сме ги играле, плюс една-две, кај што имавме сосема квалитетни генерации кои влегоа на завршните европски првенства и светски, но од друга страна во тој просек не може да дојдат до тие бодови кои треба за да стартуваме во А дивизија. Па после ни требаше долго време, па да еве денеска може да се пофалиме дека сите наши млади категории влегоа во А дивизија и на европски и на светски првенства. Но тоа беше макотрпна работа, посебно кога да кажеме го имате тој хендикеп да од назад тргате во целата работа. Чисто еве една мала дигресија, на пример генерацијата на Кузмановски, Талевски, Неловски и останатите не беше пријавена годината кога ние дојдовме и ја преземавме федерацијата да се надпреварува. А сите знаеме дека сега се дел од носителите на сениорската репрезентација. Па сега се они срцевината на машката репрезентација. Од нив очекуваме да не носат напред во наредните години. Да, и таа генерација кратко потоа на светското првенство во Алжир, ако не се лажам, 6-то место поправи. Да, тоа е и најголем успех на светско. Да, веројатно младинските резултатите на младинските репрезентации се еден вид на показател на иднината на сениорската репрезентација, бидејќи споменавме, веројатно сега и очекувањата се поголеми и кај сениорите за во иднина, зборувам бидејќи изминатово лето и кадетките и јуниорите направија еден одличен успех, освоја ЕХФ шампионати. Па, мислам, очекувањата се големи. Битно е да се работи на сите фронтови, да се даде максимална поддршка, да се бараат форми како да се мотивираат и клубовите да работат што повеќе со млади генерации, што повеќе да бараме форма како да се форсираат македонски играчи, што не е едноставно. И сето тоа со тек на време ќе даде резултат. Инаку кај машката селекција јас би сакал да го истакнам задоволството што успеавме сепак да направиме една мека смена на генерации, каде што тоа одеше постепено и овозможија да кажеме оние повозрастните во комбинација со младите да тој континуитет го задржиме. И сепак јас мислам дека апсолутно сме горди дека од 2012 до денеска не сме спуштили ни едно европско и светско
сениорско машко првенство, што мислам дека не знам колку репрезентации држави во свет, во Европа уствари го имаат тоа во моментот, затоа што тоа им се случуваше и на некои кои се од појаките да не учествуваат на некои првенства. Да, Германија имаше, мислам дека 2 турнири кај што не учествуваше Германија, светско и Словенија и Норвешка и исто доста така. други, да. Со поголема традиција во ракометот кај нас. Следната тема ми беше баш македонската машка ракометна репрезентација која ја напоменавте. Би сакал да ве прашам околу Кирил Лазаров. Добро. Најпрво играч селектор, сега веќе само селектор. Беше ли тешко да се убеди Лазаров да остане во Македонија и да работи, бидејќи Кирил Лазаров е познат во целиот ракометен свет и Европа. Веројатно понудите тој да продолжи како тренер не изостанува од веројатно и големи гиганти, можеби репрезентации, ова е само мое размислување. Беше ли тешко да се убеди да почне со својата тренерска кариера токму во Македонија како селектор на репрезентацијата? Па, ние со Кирил Лазаров се знаеме подолго време. Факт е дека цел овој период работиме заедно, значи тој беше носител на играта на машката репрезентација со години. После тоа се одлучивме за овој потек и јас сум му благодарен што он прифати да кажеме го превземе тој момент и да се нафати да во исто време биде играч и да ја води репрезентацијата. Факт е дека е он ценет на едно супериорно ниво што се однесува до ракометниот свет, дали е тоа Европа, дали е свет воопшто. И од тој аспект мислам дека е за нас богатство што е он тука и што работиме заедно и што еве он своето знаење може во континуитет тука во Македонија да го дава и во рамки на репрезентацијата, веќе и со ангажманот во ракометниот клуб Алкалоид. Да бидеме малку шпекулативни. Знаете дали имаше Кирил Лазаров понуди од некои други клубови и ги одби? Па нешто знам, но јас тоа би го кажал на еден друг начин. Што е подобро за македонскиот ракомет? Да го имаме Кирил Лазаров тука од сабајле до вечер да работи со млади ракометари, да ствара ракометари, да го пренесува своето знаење или да биде тренер на некоја екипа во Европа на таа возраст на која што е. Мислам, тука е секој што и малку размислува за доброто на македонскиот ракомет треба да го апсолутно поздрави неговото вклучување на што повеќе, да кажеме, во што повеќе сегменти во работењето на македонскиот ракомет. Го споменавте и вашиот ракометен проект РК Алкалоид. Оваа година во Суперлигата резултатите веројатно ве задоволуваат. Веднаш зад Вардар, еден пораз и токму од шампионот, односно двократниот освојувач на двојната круна од минатата сезона. Како се задоволен од текот на РК Алкалоид, односно патот кој го оди моментално клубот? Проектот РК Алкалоид е направен заради тоа што јас како прв човек на федерацијата и раководството на федерацијата имавме доста разговори со водечките клубови во Македонија, каде што ние потенциравме во континуитет дека би било добро да се најде форма како македонските играчи да се форсираат повеќе, да се најде простор за нив и се останато. Тоа се приватни проекти и нормално е дека тие клубови си бркаат брзи резултати. Од тој аспект никој нема право да им замерува зошто тамо се оди на варијанта на правење на екипи каде што странци се претежно главни играчи. Од тој аспект тие амбиции си ги бркаат и секоја чест за тоа. На крај на денот Вардар беше 2 пати првак на Европа и тоа е максимум што може да се постигне во клубскиот ракомет, но стратегијата на ракометниот клуб Алкалоид е значи стварање на млади играчи, барање на таленти, играчи кои се од тука, од Македонија, играчи кои ќе се градат, кои ќе бидат една основа, еден столб на македонската ракометна репрезентација. Тоа е проект значи кој не трча за тоа дали ќе биде прв, втор, трет или четврт во Македонија во лигата, туку проект кој треба да ствара во континуитет македонски ракометари кои ќе бидат основа, кои ќе бидат столб на македонскиот ракомет. Клуб кој треба да гради систем, треба да гради една модерна ракометна игра, треба да работи по сите параметри, треба да води грижа за сите тие ракометари и треба да ствара нови вредности. Значи, тие ракометари треба да бидат прво како личности, како што треба, добро воспитани, да почитуваат, да респектираат, а после тоа да
да кажеме како такви ја таа приказна шират и да се градат во едни личности, во еден пример во општеството за децата како треба да се развиваат. Шампионска титула во Македонија би била веројатно врвот на проектот? Па јас ви викам дека не зборувам за оваа сезона, зборувам за воопшто година. мотивот во старт не е шампионска титула, туку мотивот е како да се постави еден систем во кој во континуитет ќе ствара квалитетни македонски ракометари и ќе ствараме една база, една иднина која ќе го подигне нивото на квалитетот на македонскиот ракомет и тука и пошироко. А во овие моменти дали ги оправдува вашите очекувања клубот и резултатите, играта е? Апсолутно да, мислам дека она што го гледам на терен е еден ракомет кој е поприлично различен од сето она што играат другите екипи, многу побрз, многу подинамичен, просек на возраст 19-20 години млади луѓе кои тек треба да нормално растат и да го дадат максимумот и кои од ден на ден растат. Кога веќе зборуваме за РК алкалоидите, веројатно и добро би било да напоменеме и за македонското првенство малку. Квалитетот е тој што е изминативе години. Вардар претходно доминираше, сега тука Еврофарм Пилистар. Алкалоид бутал се исто така квалитетен, амбициозен состав. Пролет да не го заборавам како постојано учесник во македонскиот ракомет, па и на европската сцена. Што прави РФМ како организација за да придонесе ракометот да биде поквалитетен, да им овозможи шанса на спонзорите да влезат да инвестираат во клубот, како фер првенство, како добри услови за надпревар? Па прво, федерацијата, да кажеме, под моје раководење на тимот, значи Ракометна федерација на Македонија, уште од 2013 како влеговме, година за година сукцесивно се намалува добар дел од обврските на клубовите кои, да кажеме, треба да ги плаќаат по разни основи. Тие обврски ги преземаше добар дел федерацијата и од тој аспект сметам дека трошоците кои клубовите сега ги имаат се многу помали во однос на она што некогаш било. Онда ние 2013 како влеговме, така се влезе во една модернизација, дигитализација, пред тоа на машини за куцање се правеа од извештаи до све, па патуваа со денови додека да дојдат во федерација. Денеска тоа го немате. Од тој аспект нормално едно ново модерно време и тоа подразбира и такви моменти, така да во континуитет значи се бараат форми како да им се олесни на клубовите онаму каде што може. Од друга страна, мислам, јавна тајна треба објективно да збориме во овие 9 години нема ни една ситуација каде што некој клуб може да се пожали дека бил оштетен до тоа ниво за да не биде на тоа место на кое што требал да биде. Значи ние немаме позади нас ни една афера во овие 9 години дека некој на сметка на друг бил подобро пласиран на табела. Така да од тој аспект апсолутно прва работа на која јас инсистираме, се знае суди и делегати, тоа да биде максимално како што треба и тоа да биде на едно врвно ниво. Мислам дека ние сме горди што имаме една плејада на врвни интернационални суди, на врвни делегати. Го имаме човекот кој води судиската федерација во ЕХФ, Драган Начевски. Од тој аспект мислам дека регуларноста на сите надпреварувања ни е прв приоритет и така ќе продолжиме и понатаму. И тука нема, како да кажам, нема компромиси по ниеден основ. Господин Мукетов, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами, па повторно се враќаме со уште завршни поенти од вечерашната топ тема. Не пропуштај, само од четврток до сабота во Камп. Костен, 1 килограм, 79 денари. Сирење, овчо кантичка 330 грама, 179 денари. Скуша, 1 килограм, 139 денари. Тава со 2 рачки, 489 денари. Камп, висок квалитет, ниски цени. Моментот кога ќе сватиш дека пријателите се тие што летото ти го прават посебно. Тоа е моментот кога ќе почнеш да го цениш остриот, интензивен вкус на Швепс. Потребен е карактер.
Vivax телевизори за комплетно искуство при гледањето и задоволство што трае за секогаш. Vivax. Едноставно, квалитетно. Ми студи, не ми студи. Ми студи. Не ми студи. Најмалку троши, најмногу грее. Мидеја. Сетек, ексклузивен увозник и дистрибутер за Мидеја во Македонија. Сите да си купите по една Мидеја. Прв роден ден на Eastgate Mall. Дојдете за да прославиме заедно на 5 и на 6 ноември. Кога доаѓаш од планина, од студените длабочини, сите знаат дека си природна, чиста и полна со меурчиња што будат свежина. Новата газирана вода Роса содржи природен калциум и го поттикнува правилното функционирање на телото. Свежина од меурчиња од срцето на природата. Газирана Роса, нов член на семејството Роса. Необична случка во Колумбија. Сите твои мртви. Семејна приказна во Палестина. Покана за свадба. Борба со криминалот во Лос Анџелес. Увид. Фантастична љубовна приказна во Белгија. Мојот ангел. Овој викенд премиерно на Телма. Повторно сме назад во студиото. Господине Мукетов, некаде сме при крај со разговорот. Опфативме доста теми од апликацијата на Европското првенство до организацијата, до логистиката, нашата репрезентација, женската, машката, малку и домашното првенство, веројатно, како што го напоменавте и вие, со оглед на фактот дека машката ракометна репрезентација 10 години игра континуирано на големите турнири, веројатно темите за ракометот и тешко ќе ги исцрпиме, но една од темите кои генерално во спортот најмногу доаѓа до израз е спортската инфраструктура. Споменавме на почетокот дека Борис Трајковски мораше да добие малку фейслифт за да биде тој стандард запазен на стандардот на ЕХФ како домакин на едно европско првенство. Факт е дека можеби во изминативе години инфраструктурата спортска е нешто подобрена во смисла на многу бројноста на повеќе сали, но одржливоста на истите, некои сали и не се баш доволно добри за одржување домашни надпревари, а не странски надпревари, па еве, кој е ставот и размислувањето на Ракометната федерација во однос на тоа дали клубовите треба повеќе да се грижат за своите сали, дали оние кои стопанисуваат како општини, како држава со истите спортски објекти, бидејќи имаме спорт, но ако ја немаме инфраструктурата, веројатно 50% од работата не ни е завршена. Па на Македонија дефинитивно и треба инфраструктура и треба поставен систем во тој дел. Значи, на Македонија требаат повеќе сали, на Македонија требаат повеќе топли сали, затоа што ние сме доведени во ситуација како дел спортови да вторите делови од првенствата почнуваат покасно заради тоа што нема топли сали. Онда објективно имаме многу спортски ентитети кои кубурат со простор, па мора во основните училишта, во термини кои се не баш можни за добра организација да ги добиваат за да може да тамо работат, заради нивниот ентузијазам и се што е врзано со тоа, така да дефинитивно по мене е потребно да се влезе во еден нов циклус на градење на сали, но и да се влезе во еден циклус на одржување на тие сали после тоа, затоа што една работа е да нешто се изгради, а очигледно на овој дел од Европа е многу потешко да тоа се одржува на еден начин кој, да кажеме, ќе ги задоволува условите. Затоа што ние сите мора да допринесеме многу повеќе деца да се бават со спорт, да бавењето на децата со спорт почне од училиштето, да најдеме начин како да ги мотивираме учителите и професорите по физичко воспитување, да повеќе работат со децата, затоа што базата и основата трга од таму. А после тоа следното е нормално. Како идат генерациите, што и како да се прави, но во секој случај тука мислам дека треба да се влезе во еден нов циклус на
градење на инфраструктура која ќе овозможи што повеќе бавење со спорт. Кога ние сме растеле било друго, многу повеќе имало паркови, ние сите малски сме растеле, сме играле се што е спорт во мало, сега тоа го нема и заради тоа ние мора најдеме начин како таа инфраструктура да ја прошириме, да ја појачаме и да овозможиме да оние што сакаат да се бават со спорт имаат каде тоа да го прават на еден достоинствен начин за да може утре да ние очекуваме од нив дека да кажеме како народ, како нација ќе се развиваме здраво, затоа што се знае дека спортот е една основа за тоа. Од друга страна сметам дека инвестирање во спорт е апсолутно најдобрата инвестиција на било која држава и од тој аспект сметам дека треба сите заедно да се вклучиме, да се мобилизираме од федерации преку, да кажеме, нормално Агенција за млади и спорт е тука, Олимписки комитет кој скоро и него приметуваме што воопшто работи, па до сите останати авторитети во државата и да направиме една инфраструктура која ќе може да носи градење на една значи и здрава нација од една страна и од друга страна во континуитет стварање на спортисти и спортски успеси со кои сите ние ќе бидеме горди, затоа што знаеме дека тоа е и од аспект на амбасадори на една држава, нешто што на најдобар, најбрз начин ја представува државата. И сами знаете што значи една победа против Германија или против Италија во фудбал, каква е тоа реклама за една држава, да не збориме резултатите на нашата ракометна репрезентација во континуитет, така да тоа е формулата за успехот. Значи сметате дека ќе го наречам спортското образование од најмала возраст е клучно во развојот на спортот во Македонија? Апсолутно да, и ние сите тука треба да се мобилизираме како да го подигнеме тоа. Прво од аспект на масовност, а второ од аспект на квалитет. Споменавте и дека и другите спортски институции треба да соработуваат заедно. Може ли РФМ да биде главната точка, односно да биде организатор на сите други федерации заедно да работат? Ги споменавте и МОК, Агенцијата за млади и спорт, и да се направи вистинска спортска стратегија како да одиме од оваа точка каде што сме сега, како да одиме напред? Па мислам дека е како да кажам нереално и невкусно да ние бидеме тие што би го организирале тоа, но си има институции во државата на кои тоа има описи и пописи. Од тој аспект треба од нив да нешто потегне, а ние сме тука ако треба добрите пракси од надвор со сите оние да кажеме контакти кои ги имаме да ги донесеме, пренесеме, да кажеме, па да оние со кои треба со тоа се бават си го видат како тоа да го реализираат понатаму. Но тука сме максимално отворени за било каква поддршка и додатно ангажирање доколку е потребно. Да, бидејќи федерацијата како ракометна федерација работите, споменавте 9 години и прилично го унапредивте ракометот во секаква смисла, како што кажавте, и логистичка и организацијска, но исто така факт е дека оние помали спортови, помали федерации имаат сериозен проблем и до, како што напоменавте ви, и до пристап до сала, а не само добри услови. Па апсолутно да, затоа и викам дека треба инфраструктура за да во кога таа ќе имате на тој начин, тука ќе може секој да го добие местото кое, да кажеме, до некаде му припаѓа. Факт е дека нели во држави мали како нашата многу е тешко да очекувате дека сите би добиле доволно простор колку што и има потреба, е така, дали е финансија, дали е простор, дали е било што, но на крај на денот со резултати ќе си се наметнат. Еве за пример за тоа е теквондо на пример. Дејан Георгиевски освои сребрен медал и тоа е мотив да еве една компанија како нашата на пример најде форма да биде, да кажеме, спонзор и поддржувач на Теквондо федерацијата и Теквондо репрезентацијата на Македонија, затоа што они покажаа дека имаат капацитет, можат да исполнуваат резултати и тука веќе сите ние треба помогнеме околу тоа. На истиот начин, значи, оние кои покажуваат сигнал дека имаат потенцијал да бидат конкурентни, треба уште толку ние да се мобилизираме и да ги помогнеме. Значи фокусот треба да биде онаму каде што е успехот, треба да се помогне уште повеќе. Сите треба да добијат шанса на почеток, но на крај, заради тоа што не може на сите фронтови, треба оние кои стварно покажуваат капацитет да им се овозможи да го подигнат нивото и да бидат глобално конкурентни, не само во помали географски простори.
Уфативме уште една обширна тема за македонскиот спорт, веројатно има уште многу да дебатираме и за проблемите на македонскиот спорт воопшто изминативе 30 на години, иако ќе кажам според моето мислење дека резултатите ни се многу над она што се вложува во спортот, барем тоа е моето мислење. Па тешко е. Факт е дека сето тоа е изврзано и е нормално. Значи спортот сепак зависи од економијата и од многу други фактори и од тој аспект сме свесни дека не е воопшто едноставно и дека тешко некогаш исплива на површина потребата на спортот, како што и на други сегменти од општеството, но во секој случај има ентузијазам, има љубов кон спортот и сето тоа треба да се исканализира на еден добар начин, да има талент прво кај нашиот народ. Мислам дека го има талентот во речиси секој спорт. Талентот треба да го исканализираме на еден вистински начин за да бидеме многу поуспешни од тоа што сме во моментот. Тука сме негдека при крајот на вечерашниот разговор, па за крај ќе се навратам уште еднаш на Европското првенство. Утре ни доаѓа тој надпревар со Франција од 18 часот, во понеделник со Холандија, во среда со Романија. Ваша прогноза за надпреварите? Или конечен пласман на македонската ракометна репрезентација? Ќе се бориме до крај. Значи дипломатски. Ќе се бориме до крај, девојчињата како што кажав, ако веруваат во себе, ако веруваат во тимот, ако дадат максимум, мислам дека може да очекуваме добри вести од салата Борис Трајковски. И јас се надевам исто така и дека ние како спортски новинари ќе известуваме само за победи и на женската ракометна репрезентација, секако и за сите останати македонски спортисти, и се надевам дека ќе ја видиме женската ракометна репрезентација и во втората фаза во Скопје, дека оние надпревари кои ќе се играат во главната фаза во Скопје дека ќе бидат исто така со полни трибини. Навиваме за Македонија. Господине Мукетов, уште еднаш ви благодарам за одвоеното време и што одвоивте време да дојдете во Телма, иако сте доста зафатени околу Европското првенство. Мислам дека бевме доста исцрпни околу целата организација, околу репрезентацијата и околу ракометот воопшто. Благодарам на поканата. Уште еднаш поздрав до гледачите на Телма телевизија и покана за сите љубеници во ракометот. Повелете, дојдете во салата Борис Трајковски од утре натаму, затоа што има што да видите. Да, и јас ќе упатам една покана до сите љубители на спортот пред се на ракометот утре од 18 часот во арената Борис Трајковски, Македонија против Франција. Па зошто да не се случи едно спортско чудо? Сме ги правеле и во минатото, зашто да не го направиме и утре? Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.